Овде Елена го добила првиот благослов од манданата. Овде среќата почнува, овде се раѓа едно девојче кое остава големи спомени за нашето село. Ајде да ми бидеш живо и здраво, детуле. Да пораснеш големо. На лице бело и црвено, како тетовско јаболко. Ова куќа останаа само гредите и каменот, а требаше да остане голем спомен. Куќата е многу значајна и многу историска. Во оваа куќа Јелена М. Стон, наречена Мистон, со својата придружничка Цилка, беа доведени кога беа затечени и понашо кажано кендапирани од четата на Јане Сандански. Беа донесени тука и тука Цилка ја доживеа најголемата среќа, го доживеа најубавиот момент, го доживеа убавата бременост да ја помине во оваа куќа и дури во оваа куќа да биде ова дете како што треба пречекано и од четата на Јане Сандански и од населението на село Ратево, да биде бебето одгледано, да биде негувано. Во оваа куќа се крие голема историја. Оваа куќа е во распад, но историјата нема да умре, секогаш ќе живее. Не знам дали некогаш ќе се освестиме колку е значајна куќата и колку е потребна во ова село да се сето тоа обнови и да се направи поново, да биде нешто знаменитост. Не само Мистон и Цилка што престојувале, престојувала цела чета на Јане Сандански, спремајки се за востание. Во Ратево куќата која што е многу значајна, нити се поведе рачун, нити некој спомна за да се обнови, да обстане, да се сеќаваат не само ратевци, да се сеќава цела држава, да знаеме што се случувало и во селото Ратево. Цилка од тука, од оваа куќа е земена преко ноќ, однесена е во воденицата на баба Миропа. Таму имаат вечерано двете, и Цилка и Мистон, со четата на Јане Сандански и имале цел да одат во планините на убавата Малешевија. На моите деца, на моите внуци им расправам и им кажувам: погледнете ги старите куќи во Ратево. Каква е градбата на старите куќи во Ратево? Не сме имале ние ваков живот како вац модерен, ама сме имале живот прекрасен, со убавини, со љубов, со поштовање. И сме биле здрави, прави, ама сме биле здрави затоа што сме живееле во тие куќи со плетови, со камен, со кал, со цигла изработена рачно. Стојат уште од старите куќи на кои се подсетуваме, во кои сме биле среќни, во кои сме живееле среќно, во кои сме учеле, во кои сме плачеле, во кои сме играле. Денеска роднините не си ги знаем. Денеска роднините не си ги знаем. Тоа е жалното. Секој гледа да обстане овој камен, да не се сруши. Кај нас тоа изумира. Зошто? Зошто? Има начин. Дај имаме луѓе, пространство. Дај малце државата само да поведе рачун, да се каже ето че се прави. Ние толку пари имаме, другите треба да ги собереме. Јас верувам оти секој од нашите, секој ќе приде и ќе даде.
револуционерната организација имала своји засолништа речиси во сите села низ Македонија, а Ратево не било исклучок. Токму овде стапнала ногата на Јане Сандански и неговата чета. А во оваа куќа која што денес е распадната, каде што впрочем сведочат само овие греди и овој камен, била сместена Мистоун и незината придружничка. Особено значење, но дали воопшто некој ќе се сети дека овие ѕидини, всушност оваа куќа, има огромно историско значење за македонците. Кој ја цени историјата, кој го цени минатото, кој ја цени убавината наша, кој ги цени луѓето кои се бореле за денешната слобода да ја имаме ние, треба да ја почитуваме, треба да одиме по патиштата на нашите предци, треба да си го чуваме она што е наше.